Колешке Кузмановска, внимателно ќе зборувам, за да не се обиде некој да ме извлече од контекст и да ја злоупотреби оваа моја реплика кон вас. Доаѓам од Гостивар, веќе знаете. Откако сум родена до ден денешен, никогаш не ме воспитувале и никогаш не сум функционирала во духот на истакнување или на приоритети над останатите. Мојот татко не ми даваше ниту пари за на училиште, за да не се почувствуваат понизно оние кои што ја немаат таа привилегија да купуваат храна додека се на училиште. Истото сега и јас како родител го правам со моите деца. И јас тогаш и тие сега учат во училишта со сите етнички заедници на Гостивар. И не го кажувам ова случајно. И тогаш, пред 30 години, и денес, во Гостивар живееме заедно македонци, албанци, турци, роми, власи, срби, црногорци, бошњаци и останати. И меѓу сите нас има многу различности, но има и многу заеднички моменти. Ги доживеавме и 1997 и 2001 и ги преживеавме. Сакам да ве прашам едно, колешке Кузмановска. Дали ДУИ, како коалиција со СДСМ, умешно успеа да се искористи шанса со овој закон за да придобие поен повеќе за својот електорат, кој ги изневери во декември 2016 токму заради СДСМ? Едноставно Зоран Заев си има еластична кичма, па зошто да не ја искористат? Само не знам дали на стотиците и стотици илјади албанци во Република Македонија повеќе и суштински им е потребно ова одвојазичување на цела територија на Република Македонија, или им е повеќе од суштински потребно да имаат повисоки плати, повисоки пензии, повисока социјална помош, повисоки субвенции. Вие сте економистка, колешке Кузмановска, и откако се формира владава начело со Зоран Заев, Македонија почна сигурно и длабоко да тоне економски. Се намали извозот, се намалија дозволите за градби, се стопира се што значеше економски развој и напредок за Република Македонија. Албанците во Република Македонија, кои едва и врзуваат крај со крај месечно, верувајте ми, воопшто не ги интересира дали и во Битола ќе се зборува и употребува институционално албанскиот јазик. На албанците во Република Македонија им треба екзистенција за опстанок, која ако вака продолжат реформите за живот, верувајте ми, многу скоро и многу брзо ќе ни затреба и на сите нас. Ви благодарам.